Груевски го одоби мандатот за состав на новата влада. Следуваат 20 дена за пазар за фотели или на судир на концепти и платформи. Колкав ќе биде предизвикот сеалбанската платформа за коалицирање? Ќе ја проголта ли Груевски кнедлата од антиалбанската изборна реторика за повторно да се врати во кабинетот на Илинденска во друштво со Ахмети или ќе одговори со контрастратегија? Која е крајната цел на платформата Дуи Беса Алијанса за албанците? Добро вечер. Ова е топ тема на ваша страна. Останете со нас. Добре дојдовте уште еднаш во топ тема на ваша страна, прво издание после празничниот одмор од една недела, во кој се надевам уживавте во прекрасната филмска програма на телевизија Телма, но се враќаме на секојдневието и на денешната топ тема, а тоа е стартот на роковите за формирање на нова влада. Мандатарот е познат, мандатот денеска го доби лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, но многу дилеми остануваат отворени поради тесните изборни резултати, усвојувањето на така наречената сеалбанска платформа на партиите од албанскиот блок, која може да ги отежни не само преговорите на Груевски, туку доколку тој не успее и понатаму и на партиите кои што следат. Но сето тоа се дел од дилемите во вечерашната дебата во топ тема на ваша страна со моите вечерашни гости, а тоа се господин Мерсел Билјали. Добро вечер и добре дојдовте. Александар Пандов. Добро вечер и добре дојдовте. И господин Љупчо Ристовски, добро вечер и добре дојдовте. Билјали, инспиративен ми беше последниот ваш статус на Facebook и би почнал со вас. Веднаш по добивањето на мандатот напишавте дека Груевски само што одлучил да скока во празен базен. Зошто? Па веројатно да научи да пливе. Зошто во празен? Па затоа што практично тој е свесен дека не може да направи влада. Сите параметри и внатрешни и надворешни и тоа што било изминативе години и тоа што било предмет и се уште е предмет на специјалното јавно обвинителство и тоа што е барање на сите меѓународни структури, особено извештајот на ПРИБЕ за функционирање на институциите, на правосудниот систем, на правдата кај нас, па и кампањата која се случи за жал, што беше една своевидна кампања која исклучува дел од своето население, етикетирајќи, навредувајќи и многу што, значи сето тоа се нагомила и Груевски денеска и во она мега интервју од неколку продолженија вели не етикетирал, не навредувал никого од албанците, напротив посочува дека многу проекти како Закон за јазик и други се направени во негово време. Добро, може се да подценувате, вклучувајќи ја интелигенцијата на луѓето, ако мислите дека толку кратко памтат луѓето, па можете се и се што да кажете, па потоа да негирате, не навлегувате, тоа е повеќе психолошко прашање, но реално дека Груевски веќе е минато, ја мислам дека многу е важно да имаме една здраво ДПМН или ВМРО ДПМН, која како здраво ткиво, како десница ќе функционира како демократска партија врз толеранција и развој на правото, функционирање на правото. Ово што се случува сега, мислам, тоа е најважно и за целата Македонија и за самата ВМРО ДПМН. Пандов, и член, и симпатизер, и поддржувач на ВМРО ДПМН, како ги коментирате ваквите стави? Што очекувате по добивањето на мандатот? Што очекувам дали знае Груевски да плива, јас со тоа би почнал, или не знае да плива, јас ке посочам, тоа е историски факт во Република Македонија, поготово од независноста навака, човек кој што веќе над 10 години во континуитет е на власт, е премиер
и доста добро ги води политиките во Република Македонија. Со никаква намера да се враќам на назад што се има направено, но апсолутно не би се согласил, само уште ова би го искоментирал во делот на она што го коментираше господинот Билјали, не би се согласил никако дека имало некаква антиалбанска реторика или пак, мислам, водење на политика и околу тоа јас би замолил да ми бидат мене посочени една реченица во која што лидерот на ВМРО и на коалицијата која што ја предводеше во изборната кампања и претходно со збор било како ги навредил албанците или пак ги омаловажил. Напротив, јас неговото функционирање го доживувам како функционирање во кое што реално ние заборавивме на она што сега вечерва не чека и во наредниот период како реторика да го слушаме, а тоа е повторно она албанско прашање или меѓу македонско-албански односи, па као некои бараат, као другите не даваат. Јас знам дека во последниве 10 години, и тоа еве вечерва нека ме побие некој, дека имаме најрелаксирани меѓуетнички односи и дека во овие 10 години заради таа меѓуетничка релаксација реално економските показатели и параметри на државата отидоа на напред. Доаѓам до на што е и вашето конкретно прашање, тоа е дека он го има сега, господинот Груевски го има мандатот. Не велам дека ќе биде едноставно да се состави влада, но во интерес на времето, на самиот почеток, јас само би ги повторил оние работи кои што во Македонија како непишан закон функционираат за добро на Македонија или лошо, а тоа е она непишано правило дека победниците во двата етнички блока, македонски и албански, се ја составуваат новата влада. Од тука они се соочени, сакале или не сакале, да ја направат таа влада. Тоа е второ прашање кое што господинот Мерсел Билјали видел проблеми, јас реално не гледам причини зошто таа коалиција која што и досега функционирала со поголеми или помали проблеми, но секако не со проблеми за да се растура таа коалиција помеѓу ВМРО и ДУИ. Јас сум оптимист дека ќе успеат но проблеми видел и Груевски, ако го цениме по денешното интервју во Дневник, бидејќи вели ништо од таа платформа за која што застана Ахмети и останатите партии, за него не е прифатлив. Видете, платформата јас апсолутно, ако претпоставам дека ќе имаме како точка, така да затоа не ја коментирам платформата, ама едно нешто е на самиот почеток кое што и јас барем не го разбрав како такво, а тоа е дека таа платформа само на ДУИ и дека господинот Ахмети и преговарачкиот тим на ДУИ стриктно ќе се држат до таа сеалбанска платформа на Еди Рама. Јас тоа така не го разбрав. Јас само разбрав дека македонските албански политички партии седнале, направиле некоја своја платформа, но јасно е дека најголем дел од тие точки таму кои што се ставени не може да се исполнат поради тоа што треба да се менува уставот како таков, а околу тоа не постои расположение. Но верувам дека јас сега пак ќе ги дебатираме точка по точка сите, особено сите дилеми. Господин Ристовски, која е вашата оценка? 20 дена следуваат, ќе успее ли Груевски во тие 20 дена да формира влада? Во ваква ситуација никој не е среќен со околностите на политичката сцена, а најмалку е тоа новиот мандатар од денес. Уставните рокови притисна, иначе веројатно не беше зрела ситуацијата да се додели мандатот денес. Зошто? Затоа што и новиот мандатар е свесен дека не може да го формира единството, затоа што ништо известно нема во своите раце во моментов. Нема ниту да, ниту не од страна на Ахмети и ДУИ. Тие се во една сериозна незавидна ситуација, не само притиснати од меѓународната заедница и од нивниот долгогодишен поддржувач, да речеме со тој речник америчката амбасада или америчката политика. Тие се притиснати сериозно сега и од албанското гласачко тело. Значи, внатре, во албанското гласачко тело ние имаме сериозни
поместувања. Дури и по идеолошка линија имаме поместувања. И сега, не само што имаме политичко раслојување внатре во албанскиот блок, имаме разединување по сите основи, единствено што му остануваше е да се обиде некако преку таа платформа фамозна да ги врзе сите останати за него. Значи да направи привезоци од останатите партии кои што пројавија сила на овие избори. И сега тоа ја оттежнува ситуацијата на политичката сцена во Македонија. Мислам дека радикализацијата во барањата на албанците во оваа фаза не оди во прилог ниту на ДУИ, ниту на албанските гласачи, да речеме албанските граѓани во Македонија, не оди во прилог на никого, поради тоа што се заострува реториката, се ставаат и едните и другите во ситуација да не можат да формираат влада. Преголем ризик е сегашниот мандатар или ВМРО ДПМН сам да формира влада, ако под услов нели прифати ДУИ, но исто така е преголем ризик и за останатите, да речеме опозицијските партии ако успеат оваква констелација да формираат сами, без учеството на ВМРО ДПМН. И сега во една таква ситуација ние како држава треба да правиме градација на приоритети. Што е најприоритетно во моментот за државата? Секако не е албанската платформа, дури ни за албанските граѓани. Најприоритетно е да го вратиме системот на здрави нозе. Знаете, кај републиканскиот модел, трите вредносни пилари се правдата, слободата и еднаквоста. Сите тие се скршени во Македонија. И сега демократскиот модел на политичкиот поредок на скршени столбови постои. Ако сакате поединечно ќе одиме ќе ги анализираме сите. Правдата е скршена целосно. Нема владење на право, нема подобрана власта на законодавна, судска, извршка и така натаму. Во вакви услови било какво формирање на влада, значи нема да даде резултати. Ова радикализирање на барањата на албанците може да води како притисок врз опозицијата за формирање на една широка коалиција. Да не прифате никој сам одговорност во однос на барањата, иако сите се свесни дека за тоа треба нели уставни промени, за тоа треба во поголем дел од нив двотретинско мнозинство и така натаму. Значи ниту едните, ниту другите, ни третите се среќни. Но мојата проценка е дека веројатно тоа било и намерата со заострување на реториката, со заострување на барањата по етничка линија, од една страна, значи обвинението да се фрли на опозицијата, на СДСМ и ЗАЕВ, нели со аргументите дека наводно тие ја отвориле пандорината кутија со нели изјавите за двојазичност, за федерализација, за кантонизација и така натаму, и сега од тоа враќање назад наводно нема. И од другата страна, значи широката коалиција не ќе може да ги даде очекуваните резултати заради ова поместување во основите на политичкиот систем. Со истите луѓе, со истите рутини и навики, јас тоа постојано го повторувам, вие не можете да дојдете до било какви промени во системот. Работите вака, ќе одат, можеби тоа е една од стратегиите, да стапи на сцена белгиското сценарио и да едноставно долги денови не се формира влада и постојната влада како техничка да работи до момент на заострување на односи кога ќе мора да се распушти собранието и да се барат нови избори, но да ги организира истава влада. Можеби е тоа и дел од сценариото, ќе разговараме и во таа насока. Да видим. Не, ако може да додавам, значи прво прашање зошто токму сега имаме платформа и второ што содржи реално платформата. Во однос на првото прашање, зошто токму сега платформата, секое логично толкување, анализирање, поаѓајќи, значи во континуитет се што се случува низ годините и посебно во кампањата, значи резултирало тоа што резултира. Значи акција и реакција и дури малото дете да го провоцирате, тој ќе го активира својот одбранбен систем. Да не забегаме многу. Мислам дека прво Косово стана самостојна држава затоа што Милошевиќ перманентно водеше таква политика. За жал кај нас многу слично се води една таква политика која исклучува дел од населението која покажа значи виталност кон тоа што значи коезија. Дури се гласа за една македонска политичка партија. Ние имаме партија која што 10 години била во власта,
тоа е ДУИ, која што се согласила на тој така наречен мораториум на етничките прашања и сега таа е партијата која под закрила на Еди Рама или на не знам кого се појавува како носител на една нова ваква иницијатива. Зошто? Да ви кажам, прво Еди Рама е тој што најмногу балансирал. Зашто тој направил една платформа која ако се прочита внимателно ништо посебно нема, дури 95 или 6% е тоа што постои во рамковниот договор. Нешто што бара смена на уставот, тоа не го постава ултимативно, туку кога ќе се создават условите во кој знае која влада, само во однос на јазикот, оти тука е прашањето дали ќе го наречете јазикот кој го зборува 20% од луѓето или албанскиот јазик, што сепак бар Македонија која има проблем со името, знае што значи тоа да немате име, значи туку да сте бројка или процент. Значи тоа се навредливо, но не навлегувам во тоа. Реално сега кај ДУИ да дојдеме. Мислам дека ово што и како платформа е покритие на нехраброста на ДУИ да излезе јавно да каже се извинуваме, но многу што ово што излезе многу јасно БСА и Алијанса, дека се извинуваме, но не можеме со вас, оти сте у процедура, у постапка, па плюс меѓународната заедница има поинаков став во однос на вашите десови и така натаму и затоа не учествуваме у преговори. Тоа ДУИ не може да го каже, затоа што ДУИ била дел од проектот колку години, 10 или 11 години, и не знам колку нивите сметки се чисти. Хајде вие подобро ги познавате односите таму и објасните ја сега оваа ситуација. Денешната неофицијална информација од ДУИ е да, ние како победници од во албанскиот блок, до вчера велеа дека ситуацијата е сменета, ги повикуваат сите партии на соработка, да ние како победници во албанскиот блок ги ја очекуваме поканата од мандатарот за преговори. Тоа е пораката денеска од ДУИ, а од друга страна имате став на две останатите двајца потписници на платформата, тоа се БЕСА и Алијансата за албанците, дека тие не го признаваат мандатарот, бидејќи тој, како што велат, клиент на Катица Јанев. Сега пропаднали платформата или што е што? Не, ја не сум у главата на челниците на ДУИ за да прочитам што тие замислува или што сакле со тоа да кажам, но јас ги гледам фактите, реалностите и мислам дека со особено ДУИ. Значи секоја партија може да ризикува и дури помалите партии, албански партии зборува, да ризикуваат и да не сносат големи последици, но за ДУИ тоа е смртоносна пресуда, се потпиша, значи да се отиде у коалиција со Груевски, не кажам ВМРО ДПМН, сега имам почит кон таа партија. Значи со Груевски е нешто посебно. Ако тие тоа го прават, значи фактично ќе ја ликвидират нивната политичка партија и набрзо ќе бидеме сведоци на тоа. Јас би се сложил со ова класична релативизација на пораките со албанската платформа. Таму има и сериозна порака во позадина. Значи не би ја релативизирал како цел, меѓутоа ДУИ многу неука го прави тоа. За волја на вистината, ДУИ сваќа дека само во демократски постулиран систем може да ги придвижи напред правата на албанските граѓани. Поинаку не. Во автократска власт, во автократско владење, во кој заедно беа 11 години и знаат како е тоа автократско владење, каде што беа сосема други приоритетите, се освен правата на албанските граѓани. И сега, откако прочита албанските граѓани, дај сега ќе радикализираме. Не може во ваква ситуација со тоа да се добијат поени и да се врати влијанието и авторитетот кај албанското гласачно тело. Тоа е сосема погрешен концепт и ДУИ ќе биде осуден на неуспех. Да заврши полемиката, да. А полека влеговме во прашањето со платформа, па така да јас платформата, да, како одбранбен механизам јас ја доживувам на албанските политички лидери, затоа што реално они се почувствуваа загрозени и реално тоа и на терен резултатот го покажа, да над 50, 60, 70 илјади гласови господинот Заев успеа да им земе на албанските политички партии и од тука платформа. Платформата јас ја доживувам како
да му докажат на господинот Заев дека он не може толку да даде колку што албанците може да му побараат на него. Значи он не може толку не е одбранбен механизам на повикот дајте ми 63 пратеника, никој да не ме уценува, тоа значи да не ме уценуваат албанците, што беше главното мото на Груевски. Но Груевски тоа не го доби. Да, а сега албанските го бараше, да, но не го доби. Албанските политички партии мораат да се идентификуваат пред својот електорат дека да, ние сме тие кои што многу повеќе можеме, бараме, сакаме од Да, но што вие го велите бара, тоа е што го одговор бара Заев. на кампањата на Заев. Така е. Дали не е одговор на ставот на Груевски? Дајте ми легитимно е правото. 63 Така е. за да не ми бараат нищо. Легитимно е. И легитимно било и еве се докажа дека тоа што не доби господинот Груевски толку пратеници, сега листата на барање, фактурите кои што се испратени до него се многу поголеми. И тоа еве го се докажува дека е така. Од друга страна, она што го направи албанските, сега значи повторно за платформава сакам да јас како ја гледам. Прво што се случи ден после изборите, Боби, Еди Рама, односно Еди Рама, премиерот на Република Албанија, господинот Еди Рама, као да ми е другар, ги повика албанските политички лидери. Тој Еди Рама треба да на секој во Македонија, предпоставувам и на тие во Албанија им е јасно. Прво го читавме дека бил длабоко исплеткан со Соросовата организација и тоа преку Wikileaks меловите го прочитавме. Втора работа, тој господин Еди Рама, премиерот Еди Рама, Чекайте, до сега последна работа, и Еди Рама е купен од Сорос? Не, Боби, ако смеам ја моето видување на нивниот премиер како го гледам јас. До последната читавме мега интервју невидено досега за активностите на Сорос, еве слушаме денеска. Боби, јас за Сорос имам говорено дека читаме и од вашиот лидер дека тој бил еден од двата центри кои што здушно работеле против Македонија. Ама тоа јас кај тебе во емисија исто го имам зборувано, Боби. Са што се изненадуваш ти? Јас кога сум гостин, јас за Сорос тоа го имам говорено. Јас скоро работам во премиерот Еди Рама. До последна, до вечерта, додека беа изборите во Соединетите Американски држави. Најотворено. Дури има и финансирано кампањата на госпоѓата Хилари Клинтон. Таа госпоѓа Хилари Клинтон и тие политичари кои што ја поддржувале нејзе, сега најмокниот човек во светот, односно на најмокната држава во светот, можеби се уште не е најмокен, ново избраниот претседател Доналд Трамп, предпоставувам дека ни најмалку со симпатии нема да гледа кон тој премиер Еди Рама. Зошто нашиве македонски политичари од албанска националност се ставиле како слуги негови, негова платформа да подпишуваат, тоа само тие си го знаат, но ова е мое видување за тој политичар. Дали бил екс или не бил екс, ќе видиме наредниот период како ќе се одвиваат работите. Господинот Доналд Трамп онака како што тргна, ако се менуваат дипломатите по тоа дека тие што биле во спрега со Хилари Клинтон ќе бидат менувани и да му се може на господинот Доналд Трамп, Еди Рама бил сменет. Тоа македонските наши нови избрани сега и пратеници и лидери на албански партии не го гледаат како така. Конечно да дојдам до прво да не го мешаме Трамп, бидејќи тој рече дека многу нема да се меша, последното што мислам дека е Соросова фама се уште не ми е најнавредливо. Јас искрено мислам дека албанците во Република Македонија, кој како сега мене сака нека ме разбере, но имаат ненормално голем напредок од она што го имаат како на секој едукативен, образовен, интелектуален, културолошки степен што го имале наследено од СФРЈ и односот на политичарите во СФРЈ и УДБА према нив, 90-тите години додека владееше СДСМ и што е понатак. И едно сега знам, јас имам доволен, немам огромен број на пријатели, на другари, на познаници албанци. Истите маки кои што ги имаат македонците, со македонец кој ќе застанеш, со влав, со турчин, со албанец, истите маки ги имаат и албанците. Зоран Заев, јас зборував за време на кампањата, им тргна со чисто национални
прашања дека ќе им го подобрува стандардот и начинот на живење. Јас бев уверен дека со Но тоа не е со национално прашање. подбив ќе му бидат отфрлени тие со понижувачки дека тоа ќе го сватат, затоа што верував искрено дека националните права кои што ги уживаат албанците во Република Македонија после усвојување на Охридскиот рамковен договор се исполнети. Не било тоа така. Сега македонскиве политичари албанци, дали се од ДУИ, дали се од БЕСА, подлегнаа на таа кампања и наместо да речат да, ние ве правиме албанска платформа во која што реално ќе бараме подобрување на стандардот, повеќе во тие индустријски зони, ако се отварат фабрика, да се гледа дека тука има поголемо население, па да не бидат 2, 3, 5, него повеќе фабрики да се отварат. Они сега не враќаат нас во 90-тите години, во 2001-2002 година, да ние повторно во 21 век, наместо да говориме за она што секој еден и моментално гледач го интересира како да подобар живот, ние да говориме за употреба дали во таблите во Делчево ќе биле двојазични или нема да бидат двојазични. И да не го повторувам, И тоа господин велите Груевски. пак е потикнато од Сорос. Кога читате Wikileaks, пред да им дадам збор за реплика на господата, бидејќи гледам имаат реакција, кога читате Wikileaks, верувате само во она што Wikileaks го пишува за Сорос или верувате и во она што Wikileaks го објави за договорите што ги правеле Ахмети и Груевски, за законот за јазик, за статусот на борците на она? Тоа што е Впрочем, ги напишено- слушнавме Да. и снимките како она молчење и читање поезија на Талат Џафери било се однапред договорена режија, а ние мислевме дека тука се бие битка за национални права. Види, Боби, јас сум историчар и прв испит е помошно историски науки на факултет по историја. И прва работа што ве учат таму е дека, а и во новинарството предпоставувам дека е истата лекција, а тоа е дека потребно е од неколку извори да ја проверите информацијата. Добро, значи, во за даденава Сорос ситуација, ја во провериле, даденава а други ве ситуација, не. затоа што немам јас неколку извори, она што ќе го критички го обсервирам, но како такво го имам како информација и Ама впечатокот е дека Дали- здраво за готово вие дека Верувам, за Деди јас Рама не го стои негирам, Сорос, Боби, за не ова реков- другово ви требаат дополнителни Боби, јас информации. не реков дека тие другите ги отфрлувам како невистини, но околу господинот Еди Рама, актуелно е сега Тоа и ви е поприфатлив. па сега за него говоревме за албанската платформа, за се албанската платформа, не албанската платформа. Добро. Ако може. еден Прво поет. се создада печаток дека од еден проблем кој е функционален или нефункционален правен, системот не функционира, криминалот цвета и многу што узурпирано од постојната власт, наеднош навлегуваме у етнички теми. Тоа што мојот поранешен колега и пријател Пандов кажа во однос на тоа како граѓаните албанци гласа за една друга опција, условно кажувам, македонска партија, мислам дека не беа во прашање некакви ветувања, мислам да ги прашате луѓе што ви ветел за веројатно 99% и ниту знаат, ниту чуле, оти тој конкретно и не им ветел ништо, освен им ветел дека ќе бидат луѓе. Значи, рамноправни луѓе ќе ги третира како луѓе со сите проблеми социјални, екзистенцијални, културни, структурни и така натаму. За жал, не, само да завршиме. Од 90-та година си активен на македонска политичка сцена. Се познаваме во дел, сме биле 4 години и колеги. Што, јас искрено, неколку емисии после и за време на кампањава, албанец кога ќе сум се нашол во емисија, искрено, што како албанец ти во Република Македонија си се почувствувал обесправен. Не зборувам за 90-тите години. Зборуваме, ние сега сме 2016 година. Најшто мене би било чудно, со X албанци сум седал во студио, никогаш никој од нив Еве, јас не нашол неколку пати сум го кажал Александар и пак за ќе го кажам. простор дека има некој национални, дека он како македонец, ја што сум он како албанец, се чувствувал вторен. Сега, после тоа, чекавте Зоран Заев да излезе и да ви каже дека вие сепак не сте рамноправни и еднакви. И сега со платформава, демек со тоа ќе сме се Само изедначени. да бидеме по Само парламентарни. да
мислам дека и неколку пати сум кажал лично имам убедување, а и сигурни информации дека поранешниот премиер, сегашниот лидер на ВМРО ДПМН, господин Георгиевски, нула е националист. Значи, воопшто не е националист. Како што не беше националист ни Милошевиќ. Ама најлошо е кога такви луѓе или структура манипулира со национализм. Лично сум сведок на едно избидување кога дојде лидер, сегашниот лидер на ВМРО ДПМН, тој имаше огромна поддршка од Запад. Само поради тоа, има информации дека тој е во однос на национализм изчистен, значи не е националист. Но, подобре да имате работа со природен националист, со кого може да разговарате, отколку со човек кој глуми национализам, кој сето да го има покритие за други работи, невидливи, кои припаѓаат на поземјето и опасни работи. Оти Милошевиќ, например, луѓе кои јас ги знам како пријатели негови, по национализам е, Белјали. Како Господине, можеш да ги зборедуваш? само да бидеме парламентарни. Да ги зборедуваш. не, методите се многу А националист не е лош збор, као прво Не, се не, тоа тоа што е се прво добро е. Да, шовинист е тоа што сакаш да го така. негативен националист или деструктивен националист. Но, реално, што има Груевски, каде цело време ние имавме, нели, цело време збидување на мали деца што се испотепа по автобуси, дури со ножеви, не знам как. Зошто тоа не се случуваше пред тоа? Најверојатно некој ги потигна за да храни својата структура, својот режим, својот концепт. И тоа во континуитет го направи многу вешто. Ја мислам дека се пак построила една многу стручна структура која да се вратиме на конкретни прашања, господин Ристовски, со вашата реакција, пак е... Ми остана збор за оваа фама околу Сорос што се прави, па едно цело мега интервју да му посветите и така натаму. Има една многу популарна игра меѓу децата и меѓу младите, бркање покемони. Знаете, тоа е многу детски. Вие постојано да дефинирате внатрешен или надворешен непријател и вие постојано ќе се бавите со него. Така беше во ситуацијата со прислушкувањето, па имавме жолти комбиња, па странски служби, па се испостави дека тоа се вршело внатре во УБК и тоа по налог на претпоставени од УБК. Зашто има и докази, зашто има и заштитени сведоци, зашто има се што е потребно да има. Значи, ова бркање покемони сега продолжува и понатаму. Сега Сорос е тој што не чини. А што Сорос незаконски направи во Македонија изминативе години? Сорос даваше финансии, помагаше невладин сектор, така развиваше граѓанско општество, промовираше свој концепт на отворено општество. Може имали задни намери, но тоа нашава работа ли е? Државата треба да има одбран механизам, оној момент кога ќе процени дека црвената линија е помината, да реагира со сите расположливи средства како влада. Внимавајте, Сорос ги помагал невладените организации, ако вие постојано велите дека тоа било СДСМ и кога СДСМ ги губил изборите. Што тогаш? Значи, Сорос едноставно сосема легитимно, согласно македонските закони, си работи со години и промовира свој концепт на отворено општество. Ние како држава треба си промовираме наш концепт на демократско граѓанско општество. Само така можеме да одиме напред. Автократијата никаде не донела до прогрес. Автократското режимско владење никаде не донела до подобрување на стандардот за кој говорите и кај албанските граѓани, и кај македонските граѓани. Но каде тоа за каде говориш сега ти? Кога ги вака терминиве, те гледам сега автократско, тоталитарно, диктаторско, каде тоа? За каде говориш ти? За во Македонија? За во Македонија ли говориш? Колку познаваш историјата и политичка историја воопшто? Блиска мината. Пано, јас сум доктор на политички науки и оваа анализа не ја заснувам дека диктатори оваа анализа не ја заснувам на кафански муабети, читано по портали, референтни, научни институции кои се признати во цел свет. Нас не симна од фалична дефектна демократија во хибриден режим. Сакате вие тоа да го признаете или не? Македонија по сите показатели е симната на ниво на хибриден режим. И end of discussion, за ова не смееме да разговараме повеќе. Срамота е Македонија после 20 години самостојност, независност да падне на ниво на хибриден режим. Па нели разбираш дека ние живееме во режим?
Не е класичен режим, меѓутоа тоа е режим. Вие ако сакате да ја гушите слободата на медиумите, ако сакате да ја гушите слободата на делувањето на граѓанскиот сектор, па вие сега го гоните Сорос, мислејќи дека е само тој столб на граѓанскиот сектор, па ќе се појават уште 10 Сороси. Граѓанскиот сектор не можете да го сопрете. Тоа е еден од столбовите на демократијата. Ако сакате независност на сите елементи, треба медиумите да бидат слободни. Тие се четвртата власт. Зошто да има притисоци, зошто да има закани, зошто да има уцени, зошто да се живи и работи под страв? Треба да се ослободи духот. Слободата е пиларот. Правдата, слободата и еднаквоста пиларот на републиканскиот модел на правување. Ние таму треба да се вратиме. Добро. Без да го вратиме тој систем. На ниту едни избори ние не можеме да направиме исчекор. И вака да остане статус кво ситуацијата, најмногу одговара на оваа влада сега што е техничка или било каква. Таа да ги организира тие следни избори. Тоа не смее да се дозволи. И јас постојано говорам со месеци наназад. Можеби година и пол наназад. Ние треба да избереме или експертска влада, треба да избереме надпартиски премиер, да се санираат столбовите. И ти, реплика, па одиме на реклама. Прво, тоа што го говориш ти, господинот Јове Кекеновски и десетина луѓе кои што сте во тоа фроден, 10.000 луѓе само го поддржаа. Пред месец дена, така да тоа има и го во предвид. Човекот за кој што говориш, 455.000 луѓе го поддржаа. Како докажен ти демократ, тука постојано демократија. Претпоставуваме и срамно е на доктор ми рече на науки за политички науки дека си бил, срамота е да не знаеш што значи демократија, дека ти не го почитуваш основното нешто. Изборот на граѓаните и дека кога говориш ова, на 455.000 луѓе им велиш, видете, вие сте будали, вие немате медиуми, вие немате интернет, немате ништо, вие сте паднати од Марс и заради тоа што сте примитивни и ред етикети што им ги ставаат некои од Соросовите платеници, така ги гледаш луѓето. А сега околу Сорос ќе ти кажам зошто е опасен Сорос. Еве јас ти кога говориш со мене. Што е платеник на Сорос, панда? Што зима пари од Сорос. Тоа е. Што треба да биде? Значи тој човек кој што зима секој што не размислува како ВМРО ЗПМН или тој што зима пари од Сорос, зима пари од Сорос. Или еве вака ги го упростам јас. Имате од кого зимате пари? Ши платени сте тогаш? Јас сум од татко ми и мајка ми сум земал и сум си ги изработил. Еве господинот до вас. Господинот Билјали, ми ја познава фамилијата, ми ја познаваат мене фамилијата и јас имам, но молим те да одговорам за Сорос, зашто е толку опасен. Јас имам демантеден сакам да така, ако имај. Јас морам ова да ти го објаснам. Скоро 2 години граѓанско движење за одбрана на Македонија. ГДО. Граѓанско е. Има луѓе, претежно десничари, членови на ВМРО има, професори, интелектуалци, режисери, актери, аналитичари. Цел невладен граѓански сектор, или Сорос еве ако сакате, или ако сакате USAID сегашниот кој што е, или сите тие кои што го финансираат тој граѓански и невладен сектор. Тие не наоѓаат за сходност. Иако и ти, и господинот Билјали, и сите тука присутни во студио, знаете дека има поддржувачи тие ГДОМ. Дека не беа некои безимени 5 луѓе кои што се собрале. Мислите ли дека нашла Фани Карамфиловска за сходно или кој што е таму сега на USAID, односно е господинот Бели, он ги раководи парите, дека треба да се разговара со тоа ГДОМ, дека е добро и десничарско некој да видува, колку и да е десничарско. Во граѓанско општество, во демократско општество, нормално е да има и од едната и од другата страна. Ради парите кои што 8 милиони или колку и да се, ама многу пари во Република Македонија, идат само во еден. Јас не се лутам што земал господинот Мерсел Билјали или вие или било кој да земал. Нека земе. И убаво е што доаѓаат тие пари. Ја не велам дека не треба, но треба, ако ние говориме, 385 невладени организации исто така добиле пари од владата, според официјален владен извештај, усвоен на влада, во него стои и вели според нејасни критериуми, мора да одиме на кратка пауза па се враќаме. Ама не се да завршим уште минутка.
Топ тема на ваша страна, што носи периодот на формирање на новата влада е вечерашната тема. Мои гости се Мерсал Билјали, Љупчо Ристовски и Александар Пандов. Одиме прво со реплики околу последното и на вистина сосема кратко да ја затвориме таа фама околу странските вештерки и семокниот За друго Сорос. ми беше демандот околу Фродем некако виси во воздух. Јас бев еден од иницијаторите и првите основачи на Фродем како движење за демократски промени во Македонија. И Фродем имаше неколку прекршувања во својот развој и во својот пат. Оној момент кога процени дека станува претесна рамка за остварување на некоја посилна, посериозна политичка амбиција во моменталниот актуелен политички момент, нели во моментот кога се формираше коалицијата за промени и правда, се повлеков и не учествував на избори. Не правев пореметување во јавност да оставам простор да едноставно ги оствара другите своите политички амбиции и така натаму. Значи тоа малку да го разјасниме, но тоа и не е важно во оваа ситуација. Важно дека сте како лично се Мерсал. Ево само да се произнесме околу констатацијата дека 450.000 гласачи кои гласат за ВМРО ДПМН, тоа значи дека е демократија, дека системот функционален, дека луѓето слободно се изјаснувале. Реално, значи, тешко може да се повикуваме на тоа, ако на тие луѓе не им се сервира реално што се има случено. Туку со медиуми, со една своевидна кампања, не у Северна Кореја невидено, ги заплашуват луѓето, ги стресувате, едноставно луѓето мислат дека ќе загубат државата, семејствата, се ќе загубат и под таков стрес ги натера да гласат и мислат дека тоа е демократски. Второ, не може да си криминал кај што ЦЕТА и кај структурата што ја води државата, го штити криминал да имате демократија. Тоа го видовме и во однос на медиумите, и во однос на манипулацијата со јавните средства, и во однос на криминалот кој е над 5 милиарди евра, значи последниве 10 години констатирано од релевантни меѓународни институции, и во однос на правосудство, и во однос на јавна администрација, и како се сместуваат кадрите. Значи, се тоа видовме дека комплетно една монтажа која не служи на граѓани, туку на организираниот криминал. Ајде да бидеме сега по-конкретни. Она што го имаме денеска како ситуација е, се враќам на она прашање, дуи очекува покана, алијансата за албанците и БЕСА се повлекуваат. Математиката покажува дека тоа би значило мнозинство од 61. Не знаеме на која страна во овој момент, бидејќи не ја подпишаа ни платформата, ќе се приклонат двајцата пратеници на ДПА. Што значи тоа во овој момент, ако се компарира изборната реторика на Груевски, дајте ми 63, да не ме уценуваат албанците, тоа го слушнавме пред и во 2011-та, и стратегијата на Ахмети. Јас не сум сигурен дека е тоа конечна одлука на председателството на ДУИ, дека тие очекуваат покана за да влезат во преговори за формирањето на новата влада. Внатре во раководството на ДУИ, според моите информации, има сериозни ломови. Не е се така унисоно како што изгледа од надвор. Еве и подпредседателот на ДУИ излезе во јавност, мислам, денес или вчера, и тој не беше сигурен каква ќе биде одлуката конечна на председателството, меѓутоа мислам дека е ова пукање во празно. Во оваа ситуација и председателот Иванов, како и во X други случаи, потврли сериозно, и некои од професорите по уставно право кои што излегува деновиве се сосема во право, а требаше најпрво да се направат, нели, средби и консултации со партиите и со коалициите кои што учествуваа на изборите, за да отприлика се детектира состојбата. Вака однапред се знае дека не ќе може да се формира оваа влада, затоа што мислам дека во ДУИ преголем е притисокот од албанското граѓанство во овој момент, има дури и закани за јавни протести и така натаму, да они се одлучат повторно да влезат во истата авантура да формира влада со ВМРО ДПМН. Тоа мислам дека новиот мандатар добро го знае и затоа постојано вели дека ако биде изигран од албанците и покажува со прст ќе видат и така натаму, што е
Како ја коментирате таа изјава? Ова е прашање за сите, таа изјава на Груевски, односно закана, ако не се почитува тој принцип, ВМРО ДПМН за кратко време ќе се врати повторно на власт, ќе биде и 2 мандати, меѓутоа се што било досега нема да важи. Односно тоа е закана дека мајскиот принцип повеќе нема да важи ако ДУИ не направи влада со ВМРО ДПМН. Дали некој пат чувте вие официјално ВМРО да го прифати мајскиот договор во годиниве наназад? Дали официјално некој пат и покрај икс спекулации? Ние го немаме никако официјален документ, меѓутоа денеска во денешното интервју Груевски се повикува на тие принципи. Веднаш покажувате неискреност и кон албанското граѓанство, и кон своето членство, и кон својата нација. Че имате неискреност, штом криете нешто, значи или проценувате дека од аспект на политички маркетинг лошо ќе се одрази и така натаму на вашата политичка позиција. Меѓутоа, денешното повикување на тој принцип, на тој договор е признание за негово постоење. Тоа е признание, тоа уште еден доказ како се владе и каков е односот на ВМРО ДПМН кон ДУИ. И ако ДУИ, дури ни на сон... Каков е? Каков, што е знае господин што ги поканиле? Минувам еден по еден. Однос на криење, на заткулисни игри, на што му крие, што ги го покани? Неотвореност на што ги поканат да разговарат за ако потпишале мајски договор, ако се честни и искрени, ќе излезат на пресконференција, ќе го објават документот. Функционира, победникот од да функционира. Зашто да не го знае албанското граѓанство тоа? А зашто па треба да го покажат? Победникот од македонскиот блок и зашто сега го споменува како аргумент? И победникот од албанскиот блок, ама на сите избори тоа се знае. Па не е само тоа мајскиот договор. Што е, 10 години, 8 години, нека го изваде документот да го видиме. Дуи ВМРО, што тоа излезе после 8 години, ако имало нешто скришно, зашто цело време говори што не го објават, ако не е страшно ништо? Што има во Па нека го објават. Победникот во македонскиот блок и победникот во албанскиот блок. Дали јас лично го поддржувам како таков? Тоа не е основниот принцип. Не, но поради Охридскиот рамковен договор и законите и измените во уставот, во парламентот реално било која македонска партија би имала потешкоти ако земе проформа само, затоа што има некои закони кои што се гласат и по Банентер и по ова пона, во рок од 6 месеци ќе се изблокира. И они мораат да имаат албанска партија и нормално и природно е албанците гласале во најголем дел за таа политичка партија. Сосема легитимно, но зошто да се крие? Христовски беше зошто се крие. Па ја не сум знаел дека е скриено, тоа е, еве и ако е, тоа е меѓупартиски договор што има да се нус појава 8 години од тогаш. Ама они не се договараат за семејна свадба, они се договараат да водат држава, они се договараат и за мене, и за вас, и за Мерсо. Кога ќе го направа договорот, секогаш владата излегувала, премиерот излегувал и кажувал, ние имаме ваква и ваква програма, овие ни се главни цели кои што сакаме да ги постигнеме, тоа е тоа. Знаете што е договор? Сте го виделе како изгледаше договорот на Камерон и Никлек? Не. Со манифест и со подписи на двајцата лидери. Ние такво нешто не сме виделе досега. Ја мислам дека и дури не знам дали воопшто заслужува да се коментират нелогични изјави, иако ги има многу такви нелогични изјави од господинот Груевски. Прво тој не знае дали ќе биде кажа 2 мандати. Кој знае дали ќе биде председател и лидер на таа партија и за колку време. Добре, тоа да им го оставиме на членството, сепак да ги анализираме моменталните изјави. Моменталната ситуација е таква што и да каже господин Груевски, тоа произлегува од неговиот страх што ќе се случи со него. Значи, комплетно тој е залог, под негов за залог е комплетно и партијата, и граѓанство, и државата. И тој е спремен се за да се спаси, иако не може да се спаси така како што замисли. Тој да имаше, значи, микро рационалност во себе. Од првото насетување дека има некакви бомби, требаше да се повлече како што се повлеко господин Сарандер и многу што ќе заврши поинаку. Но тој сака да се бие, да се ги степа со ветерниците. И мислам дека секој ден тоне во жив песок и за жал крајот ќе биде многу, многу лош. И прво, во однос на тоа, дали коалицира мнозинството. Самото ВМРО 2 мандати нели коалицираше со ДПА, иако ДПА немаше мнозинство, а сега плюс се додава нешто друго.
Значи сега не е проблем што ВМРО ДПМН го представува мнозинството. Не е само поради тоа што реков дека тие гласови се нелегитимни, оти ги излаже луѓето под притисок. Туку и нешто друго. Дека таа коалиција треба да ја предводи човек кој се предпоставува, а тоа го видовме и по снимки, дека е до гушаво криминал и кој нема и морално право, и да го исклучиме криминал, нема морално право да ја води државата, да ја доведе до катастрофа, до 10 најсиромашни држави на светот. Долгот е 3 пати зголеме во однос на тоа пред да дојде тој на власт. А стандардот е дупло паднат. Кажи ми кој е морално право да ги води да ја води државата. Кој ќе биде односот на Ахмети? Ќе ја чека таа покана и колку тоа Јас не можам да зборам, не сум адвокат на Ахмети, но лично мислам пологично ќе беше Ахмети наместо да тактизира, да разговараме, да преговараме, тоа да го направише како што го направи Беса и Алијанса, дека се извинуваме со вас, не преговараме, против вас се водат тешки постапки. Има ли нешто, Мерсел, само да ве прашам, само кратко. Има ли нешто со што Груевски би можел да го, условно да кажам, уцени Ахмети, бидејќи во еден дел од интервјуто денеска за Дневник вели има ние многу за што да разговараме, имаме ние многу услови, имаме ние многу неразјаснети работи од времето кога досега што сме соработувале. Тие коалицирале 10 години, веројатно имале некакви нивни пазарање јавни или тајни, тоа јас не ги знам, веројатно постапката понатаму дел од тие работи ќе покаже, но претпоставувам дека сметките не се баш најчисти. Оти да беа сметките многу чисти, дуи ќе излезеше многу јасно како двете партии. Ќе кажеше дека не можеме со вас да коалицираме. Прво, второ, секоја авантура можно што може во свот, ево да претпоставиме, иако мислам дека може би 5% има шанси тоа да се случи, дуи да отиде у некаква коалиција со ВМРО ДПМН. Велам дека тоа е дури помалку од 5% да се случи. Самата дуи ќе се распадне внатре. Моите информации говорат дека четворица пратници по автоматизам ќе напуштат партија или ќе формират друга група, не знам со какво име. Значи, таква влада со Груевски не се прави. Со ниједна математика, со ниједна желба. Особено не сега. Видете сега, Боби, значи, си имаме изнаслушано дека прво ќе изгуби Груевски, па Груевски ќе бил затворен до Катица, не знам што ќе направила. Нема да му било дозволено мандатот да го тера. Не знам што е, и сега истото го слушаме. Господинот Груевски победи, доби најголем број на гласови, е мандатор и јас верувам во мудроста и на господинот Груевски и на господинот Ахмети. Дека постои шанса да не се договорат, постои таква шанса и јас истото тоа да го искоментирам, јас не го доживувам тоа како закана, но тоа значи дека во наредни избори веќе праксата од тоа дека албанците изгласале една партија, македонците друга партија, дека тоа не мора да се почитува, ако сега не се испочитува. Повторно ќе речам, онаа кампања која што претпоставувам дека јас затоа што не ги следам до толку нешто албанските медиуми, но верувам дека била моќна и дека била доста темелно изработена, а од друга страна повторно ќе ги спомнам, знам голем број на, ајде да ги наречам, интелектуалци албанци, кои што се доста активни во медиумскиот простор и претпоставувам дека имаат изработено доста негативна кампања на Груевски, за да и ја не се сомневам во тоа дека, пошто и анкети имам гледано, дека не баш нешто многу поминува кај албанскиот електорат. Но повторно ќе кажам, кога се говори тоа треба да се зборува со факти. Кога говориме ми остана од преска, морам да го спомнам тоа, кога говориме за македонско-албанските односи. Има два многу немили настани кои што се случија, но кои што да не можеа повеќе да истестира таа меѓунационална трпеливост или нетрпеливост. И ги кажам и двата.
Првиот е Смилковско езеро, во кој што на еден голем верски празник, во очи на тој голем верски празник, беа 5 македонци убиени. За тоа се осудени тие што ги имаат отстрелано луѓено, што ги имаат убиено, се во затвор, нити имаше некои големи тензии и масовни собирања од македонска страна, нити од албанска страна. Роднини на осудените да, но тоа е роднини. И вториот настан беше Диво населје, во кое што исто така, па таму имаше македонци и албанец имаше еден загинати од македонска страна и тие што беа терористи као груп. Но повторно беше на тест македонската држава, беа македонските граѓани на тест, беа на тест македонско-албанските односи и ние ги положивме сите тие тестови. Јас како македонец, како граѓанин на оваа држава сум многу горд. Каде е сега врската со она што се случува? Колку вас како представник на дом треба да се расветлуваат до крај. Докато се уште не се расчистени, да. Колку вас вам како припадник на дом, поддржувач на ВМРО ДПМН би ви било прифатливо некаков договор на кој што на крајот би завршил како мајскиот скриен под тепих, без да знаеме што од тоа што е официјално како албанска платформа прифати? Околу платформата јас го кажав мојот став и таму има голем број на точки кои што реално не постои македонски политичар, па мислам дека нити Зоран Заев би можел да ги разговара. Имаат некои точки кои што се ставени колку да се стават и кои што реално јас кога ги читав, колку да звучам цинично или не цинично, ги читав како да Заев, погледни ние што можеме да побараме. Можеш ли ова да ни го исполниш? Значи, као така да се ставани. Не е тоа ни црвена линија, преку црвена линија свесно ги имаат некои, барем јас така ги гледам. И околу тоа, господинот Ахмети не е на македонската политичка сцена 5 дена па да е некој амбасадор дојден, па сега така му се гледаат нештата. Он ги знае добро македонските прилики, ги знае можностите и од друга страна, колку и на некого да не му е по желба, а предпоставам во даденава ситуација нити на ВМРО посебно желба не му е, но таа влада треба да се направи ради стабилноста на Македонија, не ради нешто друго. Еве да ја гледаме како и да ја гледаме, таа слаба влада ќе биде со мала поддршка, со ваква, со онаква, но дека ќе мора Македонија не, да тргне од прашањето ова... беше дали би прифатиле договор кој што не е јасен, во кој што нема да стои црно на бело, што е договорено, што е прифатено, што е отфрлено. Како член на дом, како член на ВМРО ДПМН. Еве јас не, чисто да го кажам така, нити верувам дека така ќе се излезе сега, со некој таен договор, со ваков или онаков. Познавајќи ги поготово господинот Груевски, а господинот Ахмети го знам од телевизија, верувам во тоа дека она што ќе излезе да го кажа, тоа ќе биде. Дали ќе биде се договориле, не се договориле, неважно на крајот од денот сега, но не верувам дека ќе има такви работи, нити па тоа е нешто што би можеле беше под маса. Еднаш, знаете ни, 63, па во 18:30 часот се случи закон за јазикот, во кој што никој не знаеше што значи. Меѓутоа, еве една мала анализа за тоа што содржи, кои се деловите од платформата на албанските партии и што од тоа што внатре се содржи веќе го има во македонската пракса. Анализа на колегата Александар Манасиев. Листа на неостварливи политички желби или реални предизвици и барања кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. Платформата на албанските партии ја разбранува и ја подели јавноста во Македонија, не само околу содржината, туку и околу тајмингот на незиното објавување. За многу од барањата има и законска основа, но едноставно не биле остварени поради непочитување на законите. Постигнување на целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и со Уставот, зајакнување на владењето на правото, рамномерен регионален развој, создавање на дух на доверба во функција на добри меѓуетнички односи, решавање на спорот со името, добри односи со соседите и брза интеграција во НАТО и во ЕУ. Ова се 7 точки од платформата, зад која стојат ДУИ, БЕСА и Алијанса за албанците. Овие три партии барат целосна јазична еднаквост и употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта. Во Македонија, уште од 2008 година, постои законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и во единиците на локалната самоуправа.
Во него стои дека јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во земјава се употребува во собранието, во комуникацијата на граѓаните со министерствата, во кривичните постапки, во управните постапки и во текот на изборниот процес. За остварување на ова право, во сите државни институции има преведувачи на албански јазик. Во собранието има 22 вработени. Македонскиот и албанскиот јазик редовно се користат во парламентот, а од 2011 година, освен пратениците и избраните именуваните функционери, може да се обратат во собранието на македонски или на албански јазик. На комисиите може да се председава на албански јазик. Бројот на документи кои се преведени во собранието од македонски на албански јазик е во пораст. Од 2009 година преведувачите во собранието превеле 4134 страници документи, додека во 2013 година тој број достигнал 13953 страници. Вкупно 9 основни судови во земјава се наоѓаат во општините со службен јазик различен од македонскиот јазик и го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија. Тоа се основните судови Скопје 1 и 2, Дебар, Гостивар, Кичево, Крушево, Куманово, Струга и Тетово. Покрај тоа, апелациониот суд во Гостивар, како и Врховниот суд, обезбедуваат превод на постапките на албански јазик. Но правото на превод малцинствата го имаат и во другите судски институции во земјава. 31 единица на локалната самоуправа користат повеќе од еден службен јазик. Од нив, 30 единици на локалната самоуправа во Република Македонија, вклучувајќи го и градот Скопје како посебна единица, се законски обврзани да овозможат службена употреба на повеќе од еден јазик. Во точката 2 од платформата, каде се зборува за рамномерен регионален развој, е наведено формирањето на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Ова барање произлегува од документот наречен Преглед на Охридскиот рамковен договор за социјална кохезија од 2015 година, што го донесе Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Ако досега за спроведување на правата на малцинствата се грижеа Секретаријатот и Агенцијата за обезбедување на правата на заедниците, според платформата, сега нивната работа треба да ја преземе Министерството за политички систем. Околу барањето за економска рамноправност, проблемот досега не беше во немањето законска основа за тоа, туку во недоследното почитување на прописите. Нерамноправната распределба на средства за единиците на локалната самоуправа произлегува од фактот што владата досега не ги одвојуваше законски предвидените 1% од бруто домашниот производ, наменети за регионален развој преку општините. Например, во областа на основното образование, некои општини добиваат 3 пати повеќе средства по ученик од други општини. Во моментов, неколку општини не се во можност да платат за нивните училишта и околу 50 училишта имаат блокирани сметки поради акумулирани долгови. Како илустрација за разликите во распределбата на средства е даден примерот во областа на заштитата од пожари. Па така, општина Струга со претежно албанско население и територија од 469 км2 доби помалку од 100.000 евра, а општина Охрид со претежно македонско население и територија од 392 км добила над 150.000 евра за противпожарна заштита. Влегуваме во последните 12 минути од вечерашната топ тема со истата дилема. Доколку албанската платформа е проблем за коалиција на Груевски, колку таа ќе биде проблем и за идното коалицирање или обид за формирање на влада на вториот поред во линијата за добивање на мандатот, а тоа е ЗЕФ. Билјали? Па, прво, тоа е една платформа која нема одредени рокови, повеќе формулации се од декларативен карактер. Јас реков и на почетокот дека над 90% од тоа веќе се дел од рамковниот договор кој коалиционите партнери за жал не го имплементира, иако требаше 2004 да биде готово. И затоа имаме таква реакција која ето сега се појавува. И мое мислење дека сепак Груевски не само поради платформата, јас мислам дека тој е спремен дури голем дел од платформа да го акцептира за да направи влада, но веќе знае дека тоа е повеќе причината, не причината, туку поводот, а реално причината е нешто друго. Значи, сите параметри, тоа што го реков и на почетокот, сите сегменти се ориентирани кон тоа да Груевски не прави влада. И тоа е сосема сигурно. Јас дури алтернативно не помислувам, ето, реков колку, 3-4%, ни толку не помислувам.
Може се и да случи, но Груевски веќе не прави влада. Колку побрзо се сваќа у ВМРО, ДПМН и да си најдат друг лидер, тоа е подобро за нив. Оти на таа партија треба друго водство. Не, ова е узурпација, тоа е како некој брод што вози, што го управуваат пиратите, пијани пирати, дрогирани пирати, криминални пирати, и што побрзо тие пирати треба да се сврдат у море. Тоа е логиката што мислам дека реагирај се дрогирани пијани пирати ги возеле бродот, а бродот е Македонија. Да. Нема ништо што е говор на омраза за што морам да реагирам. На почетокот го споменав белгиското сценарио, таму имавме случај 2010-2011 сериозна владина криза, каде што после избори не можеше долго време да се формира влада. Добро, функционира, меѓутоа тој процес кај ни траеше 580 и мислам 9 денови, нема простор да формираат влада и значи тековно се управуваше како и до сега. Ако се случи да не може да се формира влада, што е најизвестно во оваа ситуација, најопасната опција за Македонија е на ваков начин да се продолжи во наредните денови со бескрајно одлагање, се до момент на заострување на ситуацијата и нели барање за нови избори кои што би организирала истата 29 е првиот рок за Груевски, што значи некаде кризата би била докај нејаснотиите, докај 10 март да се обиде Изаев и потоа според вас би требало нови избори? Уставот не е прецизен. Ние имаме еден уставен преседан Киро Глигоров на времето што направи, че уставот не е прецизен. Уставот нема клаузула или одредба со која кажува дека председателот има должност да го даде на вториот кој може да се обиде евентуално да формира. Имаме еден таков преседан, да, може да го направи тоа председателот, но и не мора да го направи. Влегуваме во една сериозна криза, која што мислам дека некој ја најави, ако не се лажам, Џафери Муса ја најави, дека можно е да има сериозна политичка криза. Ова е вовед во нова политичка криза, каде што не ке може ни еден да формира влада. Широката коалиција е се помалку известна. Согласност од двете партии за да дојде до некоја евентуална експертска влада која би можела да го ресетира системот и да создаде услови за нови избори за година. Груевски рече во прогласот дека нема да прифати такви хибридни решенија. Нема да прифати хибридни решенија, меѓутоа внимавајте, знаете што е мудрост, пренеска беше спомнато. Мудрост не е вие да сакате да го отстраните специјалното јавно обвинителство без да имаме разрешница за сите основани или неосновани сомненија за било какви обвиненија. Ако има морална честност и доблест, вие прв треба да барате тоа да се стори. Се публикувате од се и во судскиот систем, ако верувате во него, ќе биете битката за докажување на вашата честност и така натаму. Мудроста е она што го говори Монтеске, ја на профил денес го објавив, вели дека неодвојувата карактеристика или иманентното својство на републиканизмот е вредноста, доблесноста или како што ја нарекуваат моралната честност да биде на политичка сцена, на јавна политичка сцена. Ако ги отстраните овие елементи, вредноста, доблесноста и интегритетот од политичката сцена, тогаш вели нема тука грижа за потребите на индивидуите, ниту за потребите на албанското граѓанство, ниту за македонците. Нема тука грижа за потребата на индивидуата, на потребата на другиот од вас. Тогаш вели политичарите и тие што владеат стануваат себични елити кои што се свртени само кон себе и тогаш вели стравот доаѓа на сцената. Ова е мудрост која Монтеске одамна ја открил и ако сакаме ние да признаеме или не, поредоците функционираат така. Прогрес во Македонија може да има само во стабилен, демократски, етаблиран систем. Само така албанските граѓани ќе добијат прогрес и просперитет и македонците ќе добијат прогрес и интегритет. Вака не. Ние одиме вака во една се подлабока и подлабока политичка криза. Тука нема ниту најмала известна перспектива дека ќе имаме прогрес и просперитет. Па видете, денеска објавува податоци. Просечната нето плата во Македонија од 2006 кога дојде нова коалиција на власт, после 11 години е мрдната само 80 денари на ден. Значи ништо немаме придвижување во просечната плата во Македонија. Еве нека се 300-400 илјади млади луѓе ни отидоа и тоа се образовани, во која ова држава вложувала. И вие сега после 11 години власт, лекарите ве напуштија. Ние немаме лекари во здравствениот систем. Ви знаете што тоа значи? Дека границата на смртност ќе расте во државава.
Има Дестравна ситуација. Имате детерирање на сите полиња и вие сега се занимавате посебна анализа. Секако. Пандов, кругот е тој, прво да проба Заев, прво да проба Груевски, потоа следува евентуално при евентуален неуспех Заев. На крајот би бил Ахмети, иако тоа веќе не би имало никаква смисла со оглед на малиот број пратеници и понатаму криза или нови избори. Што од ова очекувате? Јас по природа сум оптимист и оптимистички пристапувам кон и најголемите проблеми. Во оваа ситуација ќе повторам она што веќе еднаш како кажав, верувам во мудроста на двајцата лидери, и на господинот Груевски и на господинот Ахмети, и мислам дека ќе најдат заеднички јазик и дека ќе формираат влада. Дали ќе постојат пречки при формирање на таа влада, гледаме дека, здушно сега, голем број на медиуми, на луѓе, го труба тоа дека дуи било недозволиво сега да направи коалиција со коалиција, да направат влада фактички со ВМРО. Јас сум оптимист дека ќе успеат да направат влада и верувам дека за доброто на Република Македонија е тоа. Ако тоа не се случи, во таква ситуација известно е дека Македонија влегува повторно во или само во континуитет ќе си имаме таа политичка криза и дека апсолутно ќе се даде, пошто нон-стоп тоа го говорат, јас пак исто така не ја пропуштам приликата да си кажам дека имам една сестра и дека таа веќе над 20 години живее во Холандија. Медицински факултет, by the way, имаше тука дипломирано, завршено, таму си го презаврши, сега си е таму офталмолог, но тоа се природни процеси. Ако Македонија продолжи со политичка криза, секако дека жителите и на Липково и на Моје Зелениково ќе гледат час поскоро тој правец да го фаќаат во некоја странска земја, секако дека тоа што го говориме и што нас сите не секира и не плаши, таа безперспективност би се развила затоа што никој нема да сака да слуша та можело во Делчево да се говори на албански јазик, та не можело, луѓето ги интересира подобар живот, подобар стандард. Јас сум од тие што повторно ќе речам, верува во тоа дека ќе се успее да се направи влада помеѓу Груевски, Ахмети и Депја. На крајот ја гледам оваа слика. Денеска стипендистот на Сорос му го даде мандатот на Никола Груевски. Да. Стипендистот на Сорос е председателот Иванов. Тој факт го знаевте? Да. Или тоа било во добрите времења? Јас не сум стипендист на Сорос. Знаеш, на крајот од денот секој еден говори за сам себе и од своја позиција. Не, вие говоревте дека знаете што е, кога што говоревте дека сето ова што се случува е резултат на мрачните сценарија на човекот кој што меѓу другото го стипендира председателот Иванов, кој денеска му го даде мандатот на Никола Груевски. Но ВМРО мислам дека има 150.000 членови. Па Илија Димовски исто учествува. Од најдобри до најлоши примери, како карактери на луѓе, можеме да најдеме во токава партија. Дали некој бил стипендист, тоа си знае председателот. Тој беше избран со гласовите на ВМРО ДПМН. Чисто само како факт. По 30 секунди завршува. Мене можам боби да кажам, јас нити сум имал контакт, нити сум добил пари и на крајот од денот, па да бидеме јасни, јас не велам дека секој еден црн душман на Република Македонија што земал пари од Сорос или од USAID или од некоја странска амбасада. Не звучевте така на почетокот. Но говорам дека тие луѓе се корумпирани и дека има големи можности заради парите кои што ги земаат да одработуваат за несериозно и недоверливо е само една реченица, несериозно и недоверливо е во јавноста постојано извориштето на проблемите да го барате кај другиот, а никогаш кај себе и кај вашиот модел на владење. Ние имаме разлика во извориштето на кризата. Извориштето на кризата е автократскиот модел на владење, начинот на кој се владее.
да се урни со се што е демократско и се што е прогресивно. Господине Ристовски, 455.000 луѓе Затоа не е виновен Сорос. 10.000 луѓе гласаа за вашиот концепт. Оставете го, тоа не е секопат. А имате можност, има медиуми, сега говорите за неслобода, говорите во емисија. Уште колку имаме? Уште 30 секунди за завршен збор на Мерси. Добро, ја не сум сигурен дека претседателот на држава добро го испочита уставот и добро го чита. Оти таму пишува дека претседателот на државата дава мандат на тој што има мнозинство и плюс алтернатива, значи докажува дека имаш најмалку 61 пратеник, што требаше претходно да ги собере сите политички партии, дали поединечно или заедно, да констатира која структура има мнозинство. Да, тоа е веќе назад. Мерсел, накратко веќе одиме на 15 секунди. Прогноза. Груевски премиер, Заев премиер или нови избори? Ја мислам дека ќе се случи Заев, ќе биде премиер со албанските политички партии и таа коалиција не верувам дека ќе трае многу, но доволно многу за некои луѓе да влезат во портит на правда. Што би направила кога ништо не може да се смени од она што е клучно и во однос на правни реформи без двотретинско мнозинство и согласност на ВМРО и во однос статуско ситуација. И во однос на специјално јавно обвинителство. Не е потребно дури овие луѓе кои го водат специјално јавно обвинителство. Не зборам само за СЈО, зборам за целиот пакет реформи на кои што се инсистира. Редовното обвинителство и работа да тече во редовни канали на правда. СЈО е одраз на нефункционирање на судскиот и правосудниот систем. Мислам дека ќе се оди на одложување на целава ситуација, ќе се оди на концептот на статус кво, за да во даден момент кога ќе истече рокот за постојање на специјалното јавно обвинителство, да почна да се заоструваат ситуациите и да се бара начин како да се дојде до нови избори кои би ги организирала оваа влада. Мислам дека во ваква ситуација широката коалиција не е известна, заради тоа што мандатар Груевски никој нема тоа да го прифати. Исто така и во обратна ситуација нема друг да прифати, ќе има исто така револт на оваа страна. А за експертска и надпартиска влада никој не е спремен во моментот да разговара. Меѓутоа, тоа е единственото решение кое тогаш ќе мора да дојде на карта ако сакаме доверливи основи за организирање на избори и доверливо оцртување на политичката карта во Македонија и конечно да стартуваме во еден нормален систем, во еден нормален поредок. Завршуваме со две песимистички и една оптимистичка прогноза. Ви благодарам тројцата што бевте мои вечерашни гости. Почитувани, тоа беше се во топ тема на ваша страна. Утре со вас во редовното дебатно издание е Александар Чомовски.